Дел 8. Има работи за кои никогаш не сакав да зборувам. Кога влегов в затвор, по неколку дена сватив дека не би сакал да зборувам за овој дел од мојот живот. Подоцна не му придавав значење на ова чувство на одбивност. Всушност, првите денови јас не бев навистина в затвор. Очекував нејасно некој нов настан. Сето тоа почна дури по првата и единствена посета на Марија. Од денот кога го добив нејзиното писмо, таа ми велеше дека не ја дозволувале веќе да доаѓа бидејќи не ми била жена. Од тој ден почувствував дека сум дома во мојата самица и дека мојот живот тука запрел. На денот на моето затворање, најпрвин ме затворија во една просторија во која веќе имаше неколку затвореници, повеќето араби. Забележувајќи ме, тие се насмевнаа. Потоа ме прашаа што сум направил. Им реков дека убив арапин и тие молкнаа. Но еден момент потоа се спушти вечерта. Тие ми објаснија како да ја наместам рогузината врз која требаше да лежам. Кога ќе се свитка еден крај, може да се направи цилиндрична перница. Целата ноќ стезници лазеа врз моето лице. По неколку дена ми изолираа во самица, каде што лежев на дрвено легало. Имав сад за вршење нужда и железен умивалник. Затворот беше сосема високо над градот и низ едно мало прозорче можев да го гледам морето. Еден ден, кога бев фатен за решетките, со моето лице испружено на сонцето, еден чувар влези и ми рече дека имам посета. Помислив дека е тоа Марија. И навистина беше таа. Појдов по еден долг коридор за да дојдам до просторијата за средби, потоа по едни скали на крајот низ еден друг коридор. Влегов во една мошна голема сала осветлена од голем прозорец. Салата беше поделена на 3 дела со 2 големи решетки што ја сечеа по должината. Меѓу двете мрежи се наоѓаше простор од 8 до 10 метри, што ги одделуваше посетителите од затворениците. Лице в лице кон мене не ја забележав Марија со незиниот фустан со наложни шарки и незиното и сончено лице. Од мојата страна имаше 10 затвореници, повеќето араби. Марија беше обкружена со маварки и се наоѓаше меѓу 2 посетителки. Една мала старица со стиснати устни, облечена во црно, и една дебела жена со долга коса која зборуваше мощна, силно и многу гестикулираше. Поради оддалеченоста меѓу решетките, посетителите и затворениците беа принудени да говорат мощно гласно. Кога влегов, од джагорот гласови што одскокнуваа кон големите оголени ѕидови на салата, од суровата светлина што течеше од еден вид од небото врз стаклата и шуркаше во салата, добив еден вид несвестица. Мојата келија беше помирна и помрачна. Ми требаше неколку секунди за да се навикнам. Сепак, на крајот го гледав секое лице отцртано во полниот ден. Забележав како еден чувар седеше на крајот од коридорот меѓу двете решетки. Мнозинството арапски затвореници, како и нивните фамилии, седеа едни спроти други со прекрстени носи. Овие тука не викаа. И покрај викотницата, тие сепак успеваа да се чујат зборувајќи мощне тивко. Нивниот придушен шепот, што доаѓаше од доздола, создаваше како еден постојан бас во разговорите што се вкрстуваа над нивните глави. Сето тоа го забележав мощне брзо приближувајќи се кон Марија. Веќе фатена за решетката, таа ми се насмевнуваше со сиот глас. Сметав дека е мощна и убава, но не знаев тоа да и го рече. Значи, ми рече таа мощна гласно, значи ете, ти си добар, ти имаш се што сакаш. Да, се. Замолчавме и Марија постојано се смееше. Дебелата жена рикаше кон мојот сосед, несомнево нејзин маж, еден голем русокост човек со чист поглед. Тоа беше продолжение од еден веќе започнат разговор. Жана не сакаше да го земе, викаше таа со сета своја сила. Да, говореше човекот. Јас си реков дека ти ќе го земеш повторно кога ќе излезеш, но таа не сакаше да го земе. Марија од своја страна викаше дека Ремон ме поздравива, а јас реков благодарам. Но гласот ми беше заглушен од мојот сосед кој прашуваше како му е. Жената му се смееше велејќи дека никогаш не се чувствувал подобро. Мојот сосед одлево, еден млад човек со фини раце, не зборуваше ништо. Забележав дека стоеше спроти мала старица и дека и двајцата се гледаа непрекинато.
но нема време да ги посматрам повеќе, зашто Марија ми викна дека треба да се надевам. Јас реков да. Во исто време ја гледав и имав желба да ја го стегнам рамото над низиниот фустан. Ме привлекуваше таа убава кожа и не знаев сосем добро во што требаше да се надевам надвор од неа. Но несомнено беше добро она што сакаше да ми го каже Марија, зашто таа се смееше постојано. Го гледав само блесокот на незините заби и малите брчки околу незините очи. Таа повторно викна. Ки излезеш и ке се венчаме, јас одговорив. Веруваш? Но тоа беше само за да речам нешто. Тогаш таа рече мошне брзо и мошне гласно дека ќе бидам ослободен и дека пак ќе се капеме. Но другата жена рикаше од својата страна и велеше дека оставила една кошница кај писарот. Таа набројуваше се што ставила во неа. Требаше да му се провери зашто сето тоа чинело многу. Другиот мој сосед и неговата мајка се гледаа постојано. Шепотот на арапите продолжуваше под нас. Надвор изгледаше дека светлината надоаѓа низ прозорецот. Почувствував дека малку не ми е добро и сакав да се вратам. Вревата не можев да ја поднесувам, но од друга страна сакав што повеќе да го искористам присуството на Марија. Не знаев колку време беше минало. Марија ми зборуваше за својата работа и се смееше непрекинато. Шепетот, криковите, разговорите се вкрстуваа. Единственото островце на тишината покрај мене беше во оној млад човек и онаа старица што се гледаа. Малку по малку ги одведоа арапите. Речи си сите молкнаа откако првиот излезе. Малата старица се приближи до решетките и во истиот момент еден чувар му даде знак на незиниот син. Тој рече: До гледање, мамо. И таа ја протна раката меѓу две пречки за да му даде еден бавен и продолжителен знак. Таа отиде, а за тоа време влезе еден човек со капа во раката и го зазеде на незиното место. Доведоа еден затвореник и тие разговараа живо, но полугласно, бидејќи просторијата пак стана молчалива. Дојдоа да го бараат мојот сосед оддесно и жена му зборуваше без да го спушти гласот, како да не беше забележала дека не беше веќе потребно да се вика. Чувај се и пази се! Потоа дојде ред на мене. Марија ми испрати бакнеш. Се свртев пред да исчезнам. Таа беше неподвижна, со лице притиснато врз решетката со истиот растегнат и згрчен насмев. Малку потоа таа ми пишуваше. И токму од тој момент почнаа работи за кои не сакав никогаш да зборувам. На секој начин не требаше воопшто да се претерува и тоа ми беше полесно отколку на другите. Во почетокот на моето затварање, сепак, најтешко ми беше тоа дека со мислите бев слободен човек. Например, ме опфаќаше желба да бидам на некоја плажа и да слегувам кон морето. Кога ќе го замислев шумењето на првите бранови под моите стапалки, влегувањето на телото во водата и известното ослободување што го нааѓа во тоа, наеднаш чувствував колку се блиски ѕидовите од мојот затвор. Но тоа траеше неколку месеци. Потоа живеев со мислите на затвореник. Ја чекав секојдневната прошетка што ја правев во дворот или посетата на мојот адвокат. Мошне добро го распоредував остатокот од своето време. Често мислев тогаш дека кога некој би ме присилил да живеам во некоја исушено стебло од дрво, без друга разонода, освен да ја гледам бојата на небото над мојата глава, малку по малку и на тоа би свикнал. Би го чекал минувањето на птиците или средбите на облаците како што ги чекав тука чудните кравати на мојот адвокат и во еден друг свет како што стрпливо ја чекав саботата за да го прегрнам телото на Марија. Зашто, кога добро ќе се размисли, јас не бев во суво дрво. Имаше тука понесрекни од мене. Тоа беше впрочем мислата на мама и таа ја повторуваше често, дека на крајот човек свикнува на се. Впрочем, обично не одев толку далеку. Првите месеци беа тешки, но всушност усилбата што морав да ја правам ми помогна да ги поминам. Например, бев вознемирен од желбата за жена. Тоа беше природно, јас бев млад. Никогаш не мислев посебно на Марија, но мислев толку на една жена, на жените, на сите оние што ги познавав во сите околности во кои ги љубев, што мојата самица се исполнуваше со сите тие лица и се населуваше со сите мои желби. Во измесла смисла, тоа ме правеше неурамнотежен, но во друга тоа го убиваше времето. На крајот успеав да се задобијам со симпатијата на шефот на чуварите, кој за време на ручеците ги придружуваше готвачот. Најпрвин тој ми говореше за жените.
Тој ми рече дека е тоа првата работа на која се жалеле другите. Јас му реков дека сум како нив и дека таквото третирање го сметам несправедливо. Но, рече тој, тоа е справедливо зашто токму за тоа и ве ставаат в затвор. Како за тоа? Но да, слободата, тоа е она, тие ви ја одземаат слободата. Никогаш не сум мислел на тоа. Јас му одобрував. Тоа е вистина, му реков јас. Каде би била инаку казната? Да, вие ги разбирате работите. Вие. Другите не, но на крајот тие се олеснуваат самите. Потоа чуварот си отиде. Тука беше и проблемот за цигари. Кога влегов во затворот, ми го зедоа каишот, врвците од чевлите, мојата врска и се што носев по џебовите, посебно цигарите. Еднаш во келијата прашав кога ќе ми ги вратат. Но ми рекоа дека е тоа забрането. Првите денови беа мошне сурови. Можеби тоа најмногу ме скрши. Цицав парченца дрво што ги кинев од штицата на мојот кревет. Целиот ден го минував во непрекината тегоба. Не разбирав зошто ми го зедоа она што не му причинуваше зло никому. Подоцна сватив дека тоа беше исто така дел од казната. Но тогаш навикнав да не пушам и тоа не представуваше веќе за мене казна. Освен овие незгодни, не бев моште несреќен. Сето прашање уште еднаш беше да се убие времето. На крајот, кога се научив да се сеќавам, веќе воопшто не ми беше здодевно. Понекогаш размислував за својата соба и во воображението ќе тргнев од еден нејзин кат и набројувајќи се што ми се наоѓаше на патот, повторно ќе се вратев во него. Во почетокот тоа беше бргу сторено, но секој пат кога повторно ќе почнев, тоа беше малце подолго. Зашто јас се сеќавав на секој дел од мебелот, на секој предмет што се наоѓаше таму и на сите подробности, на секој еден украс, пукнатина илиоштрна трап, на нивната боја или финоќа. Во исто време се убедував да не ја изгубам нишката на мојот список, да направам целосен попис, така што неколку недели можев да поминувам часови само во набројување на она што се наоѓаше во мојата соба. Така, колку повеќе размислував, толку повеќе непознати заборавени работи извлекував од своето сеќавање. Сватив тогаш дека човек кој што живеел само еден ден би можел без мака да живее 100 години во затвор. Тој би имал достатно спомени да не му биде здодевно. Во изнеса смисла тоа беше напредок. Исто така тука беше прашањето за сонот. Најправин ноќе спиев лошо, а дење не спие воопшто. Малку по малку моите ноќи се подобрува и можев да спијам исто така и дење. Можам да речем дека последниве месеци спиев по 16 до 18 часови на ден. Тогаш ми остануваа 6 часа за убивање на времето за јадење, за одење по нужда, за моите спомени и за историјата на Чехословачка. Меѓу мојот сламник и штицата од креветот, всушност најдов старо парче весник, речиси залепено над каенината, пожолтено и прозирно. На него се расправаше за некој настан, чиј почеток не достигаше, но кој морал да се случи во Чехословачка. Еден човек беше заминал од едно чешко село на печалба. По 25 години богат, тој се вратил со жена си и едно дете. Мајка му држеше хотел со сестра му во неговото родно село. За да ги изненади, тој беше ја оставил жена си и своето дете во друг хотел и пошол кај мајка си која не го познала кога беше влегол. На шега дошол на мисла да земе една соба. Ноќта мајка му и сестра му го убиле с удари на чекан за да го ограбат и го фрлиле неговото тело во реката. Утрото жената дошла и без да знае ништо го открила идентитетот на патникот. Мајката се обесила, сестрата се фрлила во еден бунар. Треба да сум ја читал таа историја 1000 пати. Од една страна таа беше неверојатна, од друга таа беше природна. На секој начин, сметав дека и патникот бил малку заслужен за тоа и дека човек никогаш не треба да си игра. Така, заедно со часовите на спиење, спомените читањето на овој расказ и во сменувањето на светлината и мракот ми минуваше времето. Бев читал дека на крајот човек ја губи представата за времето во затворот, но тоа немаше голема смисла за мене. Не разбрав во колкава мера деновите можат да бидат во исто време долги и кратки. Несомнемо, долги за живење, но така развлечени, што на крајот се слеваа едните во другите. При тоа тие го губеа своето име. Зборовите вчера или утре
беа единствените што зачуваа известна смисла за мене. Кога еден ден чуварот ми рече дека сум тука веќе 5 месеци, јас му поверував, но не го разбрав. За мене тоа беше непрекинато истиот ден која плавеше мојата келија, истата тешка работа што ја продолжував. Тој ден, по заминувањето на чуварот, јас се погледнав во мојата железна порција. Ми се стори дека моето лице останало сериозно, дури и тогаш кога се обидував да му се насмевнам. Го затресов пред себе си. Се смеев, а тоа го чуваше истиот суров и жалосен изглед. Денот привршуваше и тоа беше час за кој не сакам да зборувам. Час без име, во кој шумовите на вечерта се качуваа од сите катови на затворот во една свита од тишина. Се приближував до прозорчето и во последната светлина уште еднаш го посматрав својот лик. Тој беше се така сериозен и тоа не беше воопшто чудно, зашто во тој момент и јас исто така бев сериозен. Но истовремено и за прв пат по месеци го чув јасно звукот на мојот глас. Го познав гласот кој одекнуваше веќе долги денови во моите уши и разбрав дека за сето тоа време разговарав самиот со себе си. Се сетив тогаш на она што го велеше болничарот и за закопот на мама. Не, немаше тука излез и никој не може да си замисли што се тоа вечерите во затворот.